точно анализи. Изјавите дека немаме доволно квалификувана администрација за следење на процесот на преговори. Кажете ми што ќе превземете? Тој процес ќе иде брзо. Како ќе се подготвите? Заедно со Министерството за труд и социјална политика, со Секретаријатот за европски прашања и со Министерството за финансии работиме на предлог со кој што ќе се овозможи начин, се надеваме, кој што ќе привлече луѓе и од другите институции во рамките на јавниот сектор, но и од надвор од институциите да се приклучат во процесот на преговорите. Значи ова е нешто на што ќе треба да работиме во следните неколку месеци, треба да реагираме нормално брзо и навистина сметам дека ќе бидеме спремни во оној момент кога ќе започнат преговорите да одговориме на барањата. Клучните сектори кои што први се на дневен ред сега, тие се веќе во некаква фаза на скрининг, значи ние одиме цело време таму на подготовки за скрининг и за преговори и реално тие хронолошки што доаѓаат први се спремни. Ќе треба да работиме на капацитет на останатите сектори. Не, тоа апсолутно вакви прашања навистина не се соодветни за секој институција, секој министерство. Различно во различни институции и тоа си ги знаат институциите посебно. Министри, имаше и некои обвинувања околу неусогласеност на бројката на вработени во јавната администрација. Имате ли сега бројка колку е, бидејќи имаше 50.000, 25.000? Прв слушам за ова. Навистина не разбирам. Објавен извештајот за вработени во јавниот сектор, детално со сите можни анализи. Тоа е тоа. Има ли префрлување во приватен сектор со оглед на тоа што веќе дел од административците протестираат? Сето тоа ќе биде комуницирано и со нив, ништо нема да е изненадување, начинот на кој што тоа ќе се прави, пред да го направиме, ќе биде комунициран. Навистина нема потреба од ништо да се плашат и стравуваат, се ќе биде нормално со доброволно, но факт е дека нешто мора да направиме во делот на реформа на системот и оптимизација на вработените во јавниот сектор. Статус кво ситуацијата не може да стане. Министре, што ако никој не сака да се трансферира? Ајде да видиме. Уште едно прашање. Најавте стратегија, дали ќе нудите повисоки плати или нешто? Како планирате да ги привлечете за да се вклучат во тој процес и до кога планирате да го завршите тој процес на собирање на администрација? Во делот се зборуваме за преговорите, така за тој нормално дека еден од аспектите и по голема мотивација од финансиски аспект, но не е секогаш и тоа. Некогаш луѓето бараат и друг тип на професионална надградба и шанса да бидат вклучени во овие, би рекол, историски процеси. Така што ќе се работи на неколку полиња со кои што ќе се обидеме да привлечеме луѓе. Не зборам, пак велам, само од надвор од институциите. Имаме и капацитет во институциите кој што треба да го изнајдеме и да го ставиме, да го канализираме на вистинско место. Секако динамиката е согласно како ќе течат отварањето на поглавијата. Пак ќе кажам, овие сектори што сме прилично први на дневен ред, тука не е така лоша состојбата, но следува веднаш и други сектори кои што ќе се отварат и мора да се работи брзо. Административците што не прифаќаат трансфер, значи дека ќе се отпуштаат од... Не. Подсочекајте, ќе го презентираме концептот, рано е, цело време зборувам, тоа ќе биде на крајот на 2019 година. Ќе почнува или ќе завршува на крајот на 2019? Ќе почне и ќе заврши. Благодарам многу. Нема проблем.